Јордан Митев е наш гостин. Последниве минути, Јордан, добре ни дојде и се радувам што си меѓу нас. Добро ве најдов, добро утро на цела екипа овде во телевизија Алфа и добро утро на цела Македонија. Верувам ти е удобно. Секогаш да. Да, неколку пати сум бил ваш гостин и со задоволство гостувам. Така, летото е навистина убаво за вас, естрадните уметници. Изминатиот викенд беше на Пивофест. Да. Утре имаш друго случување? Да, кај мене веќе години назад летото е работно, така да и ова лето ќе го поминам во поголем процент работно. Слободното време го посветувам на своето семејство. Доста настани има летово. Еве, како што кажавте, минатиот викенд бев на фестивалот за пиво во Прилеп. Утре настапувам за роденденот на општина Илинден, сабота сум во Охрид, така да секој викенд или секој ден има некој случување или преку ден, да не речам секој ден. Препознат ли си по убавата енергија што ја оставаш на сцена и што знаеш буквално сите да ги дигнеш намаза? Па тоа е мојот темперамент, тоа е мојот темперамент. карактер, поготово кога сум на сцена. Јас ја сакам музиката, ја сакам мојата работа, тоа го работам со неограничена љубов, со неограничена енергија, значи давам се што можам, тоа публиката го забележува и тоа го наградува веќе цели 20 години. Но препознат ли си по тоа што си професионален музичар, работиш и живееш од ова, но и кант автор, ја создаваш и ја пишуваш музиката и текстот? Да. Па тоа е нешто препознатливо за мене. Така ја изградив јас мојата ова, да речеме, веќе 20 годишна кариера, бидејќи крајот на оваа година заокружувам со еден голем концерт. Целата моја работа е заокружувам со голем концерт овде во Скопје, во салата Јане Сандански. Така да, како автор и како уметник, кој што поминал из одреден образовен процес, сето тоа е еден спој на образование, на емоции, на сензибилитет, тоа што јас го чувствувам како човек, го изразувам преку мојата песна, преку мојата музика, која што генерално е темелена на македонскиот фолклор. Меѓутоа, бидејќи живеам во време кое што има разни влијанија од исток, од запад и тоа што го знам од класичната музика, значи правам еден спој на, да речеме, и мост помеѓу традицијата, меѓутоа и денешното живење. Така. И сето тоа може да се најде во моите песни, бидејќи јас имам песни кои што се на база на фолк, но ги има внатре сите жанрови, од традиционална музика па се до поп и одредени можеби некои рок елементи, класика и така натаму. Така. Може да одиме со некој рефренче пред Може, да поставиме слободно, уште некој? слободно. Јас сум секогаш по добрите рефрени. Да. Затоа и те викнавме. Повели, со што ќе не почестиш? А сакате да отпеам нешто? Сакам. Па, еве, Сузе ја спомна утрово една од моите химни, Наздрави за љубов, така да за сите гледачи на Алфа телевизија ќе отпееме рефренот Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Мислам дека е така, Браво. ако не го живееме, Браво. животот е еден и тој не е вреден. И треба да многу убави пораки ни испраќаш преку песните. Тоа ти е и целта веројатно. Па, апсолутно, секоја песната ако нема своја реална приказна, тоа за мене не е песна. Така да, затоа јас пишувам тогаш кога чувствувам дека треба да напишам. Значи, не пишувам, така кажувам, народски ради реда, него кога ќе почувствувам јас дека имам нешто да кажам, дека нешто внатре ми кажува дали да изразам тага, дали да изразам радост, дали своја или туѓа. Значи, мора да има емоција. Мора да има емоција. Тогаш тоа го пренесувам преку мојата песна. И тоа се чувствува, знаете, кога некоја песна е реална и вистинска, публиката тоа го препознава. Што ако некој ти даде песна, би ја прифатил да пееш? Па јас имам многу такви понуди во изминативе години, меѓутоа едноставно не се пронаоѓам во тие приказни кои што мене ми се понудуваат, затоа што ако не ја почувствувам јас песната, едноставно не можам да ја снимам. Така. Да.
обично кога ќе видиме млад човек, велиме зошто не пее забавно. Истото сум го мислела и за тебе пред 20 на години, кога ми беше гостин во едно од скопските радија. Да. Си велев зошто не пее дечкова забавна музика. Меѓутоа, ти си по корењата, ти си по она традиционалното, македонското. Па добро, дојде ред сите да пеат народно. Да. Во последно време дојде ред сите да пеат народно. Видите, јас се појави во време кога можеби забавната музика беше во една голема експанзија. Да, во тоа тој беше период, времето на 2000-тата. Да, тоа беше времето на легендарниот и најголем на Балканот, не само во Македонија, Тоше Проевски, и тој беше една голема локомотива на поп музиката во Македонија или забавната музика. А јас се поводи тогаш кога се појавив како млад човек на 19 години, бев сосема спротивно од тогашниот тренд. И тогаш за многу луѓе тоа беше чудно. Но гледано од денешна дистанца, значи како што гледам денес повеќето пеат народно. Да, сега е па тренд да пееш народно. Така да што да кажам? Ти ја повлече таа локомотива. Па не знам дали сум јас, но ете, јас го правев тоа што го чувствував, тоа што го сакав и тоа што мислев дека во таа вода кај што пливам сум најдобар. Тоест, лично за мене дека таму можам да допринесам најмногу и се покаже како моја не точна, да речеме, предпоставка и точна интуиција дека во фолкот можам да дадам, можам да допринесам, да со свој печат, со своја музика, иако можеби тогаш многу луѓе и не веруваа во тоа, бев соочен со разноразни коментари, ваков онаков, но времето покажа дека сето тоа. Како да не те интересира кој што зборува. Тоа го докажуваш и со тоа што не дојде да живееш во метрополата, си остана онаму каде што од каде што потекнуваш, подареш, да. Не, па јас сум и во метрополата, меѓутоа исто така и него запоставив и моето родно место, затоа што сметам дека човек не треба да се срами од каде е. Тоа е за мене абсурд и комплекс да човек се прави тоа што не е или да прикрива нешто што не е во тренд или не знам што. Едноставно човек треба да биде реален, да се каже кој е што е, а вистинската почит доколку ја има, човек треба да биде почитуван токму заради тоа, бидејќи тоа е тој. Така да јас никогаш не сум се срамел од тоа кој сум, од каде сум, секогаш сум кажал тоа дека со гордост јас потекнувам од село Подареш. И тоа не е било какво село, значи едно прекрасно место, мирно место. И сега екзодусот кој што настана во Македонија во последните 20 години, а него заобиколи и моето село, тоа е општо познато дека поголем дел од македонскиот народ во последните години се масовно иселува поради многу причини. Но јас се трудам, значи со сите мои сили да го одржам моето родно огниште, да останам близок со фамилијата, бидејќи најлесно е во денешно време да се иселите или да ја напуштите фамилијата. Нормално тоа може ми ја дозволува и мојата слобода, да речеме, мојот успех. Така да не сум дозволил да и таа одредена слава која што ја имам да направи да заборавам на тоа кој сум. Тоа сакам да кажам. Одлична порака како за крај. Да не се срамиме од местото каде што потекнуваме и од она што сме. Многу ти благодарам. Нема потреба од тоа да се срамиме, напротив, треба да видиме сите горди на нашите корени, без разлики какви да се, бидејќи не е важно кои сте биле, него важно е каков ќе бидете и каков сте. Важно е дека ги почитуваме нашите иселеници и ќе ги удостоиш со турнеја во октомври. Да, еден поздрав до целата македонска дијаспора. Јас сум присутен широм цела македонска дијаспора веќе повеќе од 15, конкретно 20 години. Големата турнеја по не знам кој пат, мислам дека 11 или 12 пат во Австралија е закажана сега за овој следниот октомври кој што доаѓа оваа година. После Австралија ќе имам неколку дружини овде во Европа со наши иселеници и како што кажав крајот на годината Јаготката на оваа година, само сме здрави и живи, ќе биде овде во Скопје во спортскиот центар Јане Сандански, каде што ќе се собереме сите кои што досега мене
ме почитуваат и ќе ги обележиме моите 20 години до сегашна работа. Одлично, јас ќе ги поднаучам текстовите и ќе играм, како што ќе играм и сега на крајот од разговоров зад камери. Да.